Еве во Романов се сретнав еден сточар, млад дечко, може наша генерација некоја година помал, 80 овци чува. Му викам добро, ајде да те прашам, мене ме интересира. Како се снаоѓаш со 80 овци и дали со 80 овци си задоволен? Живеам живот, вика, како во хациенда, вика, да имам во Шпанија. Така, вика, живеам живот. Што збориш? Викам, зашто? Станам од Сабајле, си ги измозам овците, вика, си ги пуштам на пасење, вика, си седам, си уживам, газда свој сум, не зависам од никого. И вика, после тоа ги собирам, ги мозам уште еднаш, вика, си легнувам. Дека е напорна, работата е напорна. Дека работа не можеме сега да кажеме дека е лесно. И дека секој може да го работи тоа. Така. И мора да имаш основно познавање и ако немаш познавање ќе се научиш. Меѓутоа жртвата е што ако нема кој да ти помогне, нема одмор, нема делник, нема празник, нема ништо, зашто стоката не знае. Денеска е Илинден, отидоа да слават, денеска не мора да јадеме. Не, они му барат секој ден да му биде изнесено, принесено, однесено да бидат напоени и така натаму и така натаму. И истото и со земјоделските култури.